На 27 септември 1831 година Јоанис Каподистрија е убиен во на едни од главните патишта на Науковлиц. Земјата западна во нов циклус на граѓански војни. Многу набрзо стана јасно дека напорите на првиот грчки премиер да формира нова силна независна држава ќе паднат во амбис. Грците не можат да владеат со сопствената земја. Втемелено во периодот на Отоманската империја, тие не можеа да гледаат напред. Обидувајќи се да ги одржат привилегиите што ги уживаат дотогаш, тие се спротивставија на обидот да се формира нова држава на владење на правото, но европските влади одлучија за иднината на земјата. Единственото решение е да се најде лидер и идеологија која што ќе ги обедини грците. Дојде време да се формира кралството на Грција. Преведено од Ерион Османај и Гентијан Хоџа. Нацијата треба да ја согледа својата национална историја само ако е вистината. Националниот мит. Во 1832 година грчката круна не е нешто на што треба да се завидува. Зборуваме за делот од грчката територија уништен од војна и од граѓански немири и судири. Меѓутоа, Грчкото кралство спроведува чудна привлечност за европските владетели. Не е само предизвик да се создаде нова држава, туку и ентузијазам на здруженијата кои што ја поврзуваат и асоциациите кои што ја поврзуваат новата земја со античка Грција. Храмот Валала во Баварија. Ентузијазмот за востанието на грчката држава се покажува со филенелизам кој што Лудвиг го покажа со поддршка на грчкото востание и изборот на 17 годишниот син Ото како прв крал на грчката држава. Лудвиг ги обожаваше античките грци и античка Грција. Во времето кога британскиот лорд Хелгин ги подигна столбовите од Партенон, тој нацрта и изгради копија на Партенон во срцето на Баварија. Еден од плановите на Лудвиг е да го повтори во Михен, да ја повтори во Михен Атина од Баварија.
Во училиштата на оваа мини држава, античка Грција и наставата за неа станува задолжително образование. Во 1830 година Баварија стана срцето на филенелизмот и Минхен изгледа повеќе како грчки град отколку самата Атина. Баварските сликари, предводени од Лудвиг, патуваат во Грција, инспирирани од класичкото минато и го одразуваат тоа со романтичките тенденции во тоа време. Кај еден од сликарите, Петер фон Хес, Лудвиг го задолжи да ги нацрта сликите на хероите од 1821 година. До денес тие се најпознатите слики на грчкото востание. Постои голем ресурс за Грција да има пријатели низ целиот свет, кои што сметаат дека Грција е многу посебна земја. Има многу мали нации кои што би сакале да го имаат тоа инстантно влюбување и признавање. До 1830 година Грција е првата независна држава, национална држава во Европа и верувам дека востанието никогаш немаше да ја постигне таквата независност без имањето на една таква звезда. Што е тоа звезда? Тоа е античка Грција. Затоа што традиционалниот европски став на монархистичките влади во тоа време беше дека слободата на Грција е повторно раѓање на ренесанса на античката цивилизација која што секој ја почитува. Утрото на 6 февруари 1833 17 годишниот Ото се истоварува во Навплио. Следната година ќе биде сведок на неговото патување директно во Атина. Новиот крал не можеше да дојде сам, неговото пристигнување е придружено со бројни финансиски заеми и корпус од околу 3500 војници, односно воени офицери кои што ќе го воспостават административниот модел на Баварија во Грција. Нивната работа не е само за организација на грчката држава и армијата. Од посебните делови на грчката земја, баварците мораат да ја обединат земјата и да создадат по-хармоничен национален идентитет. Кога владата се формира и кога ќе најде на многу поделено општество, уништените економски, но бунтовни политички спорови, приоритетите не се само редот и мирот и законот, туку исто така и создавањето на националниот идентитет, кој што ќе го обедини општеството и ќе го претвори од традиционално гледиште на идентитетот во модерна нација. Изборот на Атина како нов главен град на Грчкото кралство е направен заради очигледни причини. Античка Грција ќе биде референтната точка за реорганизација на новата држава. Од моментот кога Лудвиг, таткото на Ото, успеа да го постави својот син на тронот во таа земја наречена Еллада, а не Грција, тие ја открија Атина и треба дефинитивно Ото да стане крал во Атина. Во наредните години баварците се обидаа да уништат се што потсетуваше на османлискиот период на Атина и да ги воспостават повторно античките знаменитости на градот. Главниот град на Грција повторно е изграден според моделот на Минхен. Приоритетот на новата држава е конфирмацијата на грчкото потекло. Откако Ото стапна во Грција, првата работа што ја направи беше да ја смени валутата. Тој се ја враќа драхмата по 2000 години и го
одстранува Каподистрис како валута. Улиците добиваат имиња по филозофите и античките атињани и имиња на юнаците и античките драматичари. Се што е подсетува на античка Грција станува символ на новата држава. Самата Грција стана филеленска. Тоа е грчка програма во текот на 19 век да се нагласат Акрополис, Партенон, да се преименуваат улиците на Атина и да се воведе новата валута, драхмата. Баварците секако го говореа службениот грчки во тоа време, но го зборуваат толку пасионирано, што мислеа дека зборуваат старогрчки. Ваквиот идеализам за античкиот јазик стана основа за интелектуалниот развој на Грција. За жал или за среќа, затоа што без обединувањето дури и денес се уште ќе зборува арванитика, албански всушност, имаше љубов кон античкиот период во обид да се искористи античка Грција да се обедини земјата која што не била толку обединета пред револуцијата. Но соработката во Грчкото кралство не е едноставна работа. Грците се вклучени во последователни граѓански војни и лидерите на револуцијата откриваат дека е тешко да се коегзистира заедно на политичката сцена. Националното единство може да се оствари само преку комбинирање и комбинација со историјата. Баварците горе-долу треба да создадат некаков мит за грчката нација за сите граѓани на кралството. Како овој идентитет ќе се формира во случајот на Грција? Секако со редукција на историјата. За да се направи ваквата редукција на историјата, понекогаш треба да ги избришете фактите. Во многу случаи ова е наречено национален мит. Ваквите редукции честопати не се забележуваат во Грција колку во Минхен, кој што е неокласицистичко кралство под владењето на филеленикот Лудвиг, таткото на Ото, прекрасен главен град со неокласични елементи и згради. Една од ваквите згради е Пропилеа во Минхен. Овде, во срцето на баварскиот главен град, Лудвиг изградува импресивна знаменитост и споменик на Стара Грција. Со грчки големи букви напишани се имињата на оние кои што одиграа главна улога во 1821 и револуцијата тогаш. И овде е запишано едно до друго имињата на сите оние кои што одигра некаква улога во идеолошкото, социјалните, политичките конфликти при ослободувањето на Грција. Овде гледаме рамо до рамо Рига Феру и патриархот Грегори, кои што всушност и се идеолошки опоненти. Го гледаме Јоаника Подистрија и Адамука Мури, ги гледаме јунаците на револуцијата, кои што многу пати се бореа меѓусебно, а сепак се вистински историски фигури или лидери на револуцијата за ослободување. И покрај пријателствата или непријателствата, алијансите или судирите, имињата на револуционерните воени јунаци се запомнуваат на истиот начин. Како еден елемент, баварскиот споменик покажува јасно каков е тонот на револуцијата од 1821 и како треба таа да биде напишана. Ова е нешто што се нарекува мит за 1821. Значи дека нацијата може да се природи и покрај својата мизерија и покрај своето страдање и борба за опстанок и покрај групите кои што формираат различни грешници и кои што опстануваат како примери на величина.
Ова е митот за 1821 кој што се заснова некаде, тој е вистински мит, меѓутоа сите митови имаат некаква основа, тие не се само случајни. Токму така беше формирана основата за обединување на грчката нација и незината идеологија, која што е неопходна за општеството. Општествата изискуваат вакви дотерувања и симплификации. Секако, од една страна, тие може да вознемират одредени историчари, но од друга страна, тие градат чувство на единство меѓу луѓето и народот и обезбедуваат потребни емоции за да се овозможи општеството да опстане. За да се избегнат вознемирувања и разединувања, ново формираното кралство на Грција изискува моќни помагала за обединување. Едно од нив е православниот крст. Христијанскиот идентитет продолжува да ги обединува Румелија и Пелопонез повеќе отколку обожавањето на антиката. Во 1833 баварците овозможуваат формирање на автокефалната црква и ја стават во служба на кралската круна. Така станува неопходна симплификацијата на приказната за улогата на православната црква во револуцијата од 1821 година. Во приказната се обидува да се даде приоритет на идејата дека црковните лидери биле едногласни во корист на револуцијата и неколку пати дури не го поддржиле востанието против османлиите, меѓутоа тоа го направиле поради тактички причини. Кога Грегори V се повлече од револуцијата и го проколна Александар Ипсилис, тој не го направи тоа заради тактички причини, како што некои велат во тоа време. Воопшто не е така. Тоа беше во идеологијата на црквата да се проколнат радикалните насилни действија. Но проколнувањето и анатемизирањето на револуцијата не го спаси животот на атоманците, на османлиите, кои што не разбираа зошто беа погодени од водачите на црквата, лидерите, и ги присилија другите да учествуваат масивно во масакрот, што беше спроведен потоа. Нашата црква беше вистински чувар на националното богатство и работилницата во која што јунаците на ерата од мрачното робство ги осветлија со своите идеали и ги поведоа масите. Кога грчката држава се спои со црквата во националниот идентитет, што се нарекува модерн национализам, тие исто така разработија и неопходни митови. Најфамозниот мит е тајното училиште, како Божем свештениците помагале децата да го научат јазикот. Тоа се правило тајно затоа што турците забранувале да се учи на мајчин јазик. Познатата слика на Николас Гизис, тајното училиште, беше насликана во 1886 година. Гизис му припаѓа на Михенската школа, која што продолжува со традицијата на филелинските баварски сликари, одразувајќи ги спомениците и гледиштата на грчката револуција. Моќта на сликата лежи во незината реалност и реализација, исто така привлечна атмосфера, но дури оваа слика е целосно лажна од историски аспект. Така, мои деца, дури и толку млади мора да се борите со сета своја душа за да ја ослободите нашата Грција повторно. Тајното училиште е креација на грчката школа. Зошто? За да се зајакне, за да се даде важно место на религијата во училиштата и начинот на кој се учи за неа. Религијата не верува во работи на овој свет, туку го подготвува добриот христијанин за оној свет. Религиозниот кодекс не вклучува револуција. Револуцијата е лоша работа. Таа не е желба на Господ, не е желба да се кренете на востание.
Но кога грчката држава беше формирана, производот на револуцијата, одлуката беше донесена да се стави црквата како елемент на револуцијата. Секако имаше револуционерни свештеници, но тоа не беше официјалниот став на црквата. Мислам дека турците не водеа многу грижа за христијаните кои што зборуваа грчки или словенски. Тие беа, нив ги интересираше нивните верници да го зборуваат јазикот на исламот. Каков христијански јазик зборуваа, не им беше гајле воопшто. Мислам дека тие не се секираа за тоа. И сите други приказни се само сказни. Вистината е дека во текот на владењето на османлиите, грчката црква и јазикот постојано придонесуваше кон културниот обстанок на нацијата. Меѓутоа, 100 години пред револуцијата, средната класа и граѓанското движење на средната класа бараше права да учат на свој мајчин јазик. Тие бараа помодерно образование и употреба на јазикот, филозофијата и старогрчките науки. Се повеќе грчките заедници се отвораа и раководеа со училишта за образование. Ренесансата се развива во образованието и центрите ставаат внимание врз класичната култура, каде што грците традиционално ги имаат своите училишта. Јоанина е една од главните центри, Смирни, Измир, Кидонес, подоцна и Истанбул исто така. Одредени образовни центри на Пелопонес, каде што децата и наставниците беа образувани и потоа префрлени во други градови грчки училишта. Со ваквото повторно раѓање ќе се формираат социјалните и интелектуалните промени кои што ќе доведат земјата до револуција. Седум години по револуцијата, премиерот Јоанис Каподистријас беше запрашан од премиерите на големите сили за бројот на турци на Пелопонес. Каподистрија даде две бројки. Пред 1821-та 42.750 лица и по 1821-та ниеден. Вистина е многу тешко за Грција денес да верува дека еднаш била дом на толку многу турци. Тие живееле во мали заедници, раштркани низ целата грчка територија, земјоделци, трговци, вработени во државата, во државната администрација, нивните семејства, не знаеле друга земја стотици години. По пролетта во 1821 година нивната трага исчезнува. Десетици илјади турци, мажи, жени и деца се убиени во рок од неколку недели. Масакрите дефинитивно се неодвојлив дел од грчката револуција. И во овој момент сретнуваме уште еден мит за револуцијата од 1821 година. Масакрите против безпомошните турци биле всушност унилатерални чинови. Бројни митови се вртат околу училиштата и од една страна тоа е разбирливо. Како може да му кажете на дете дека неговиот предок убивал турци, дека ги касапел и дека ги фрлал во градот и дека украдел се од нив, се што имале. Ако ги кажете ваквите работи на детето, тоа ќе се шокира и ќе каже тогаш како ние сме подобри од нив, зошто ние сме подобри од нив? Која е разликата меѓу нас и нив? Каде е нашата морална супериорност? Во Западна Европа во претходниот век постоја големите војни на верски војни.
оние кои што дадоа отпор беа често пати погубени. Ова не е само спорадично убивање на соседите да се украде нивната куќа, се работи за политика. Грчките христијани сакаше да ги уништат муслиманите и муслиманските владетели чувствуваат дека христијаните се бунтуваат. Значи гледаме примери за тоа во Триполица и во Хиос. Островот Хиос стана пример на трагедија и збришување. За сите странци тој стана символ. Хиос стана познат, иако и во другите градови имаше масакри, но Хиос беше тој што стана познат низ целиот свет. Во записите на амбасадорите во Османлиското царство се велеше дека се масакрираат луѓе. Ова е нашата империја и ова се обичаите на нашата религија. Насилството е животен стил во тоа време. Насилството се користеше за опстанок, за владење. Кога влегувате во град и кога го убивате неговото население, тоа не изненадува. И сега остануваме запрепастени. Зошто тоа беше направено во Триполица? Секако ваквото збришување и поништување на населението на безпомошлите муслимани според документите на Триполицас беше најлошо. Кога вооружените грци го освојуваа градот, имаше повеќе од 35.000 турци. Уништувањето кое што ќе следи подоцна се одразува детално во химната за слобода од Диониси Солимнос, каде што поезијата ќе ви се користи 40 години подоцна како национална химна на Грција. Повеќето луѓе знаат само 2 строфи од 158 од поезијата на Соломос. Но, ако прочитам нешто повеќе од 2 строфи, тогаш ќе откриеме дека нашата национална химна не е само химна на слободата. Погледнете колку очајните раце го жнеат животот, сечејќи глави, раце и нозе и мечови и синџири со мозок кој што е расфален на сите страни и скршени черепи. Вниманието, никој не може да го обрне на ваквите убиства и масакри. Нашата национална химна, освен химната на слобода, исто така е одраз на насилството на револуцијата. Верувам дека Соломос е многу по-ненаивен отколку што обично се верува. Ако некој ги прочита стиховите на химната на слободата, поетски се покажува реалната вистина во тоа време. Револуцијата од 1821, како и сите вооружени револуции, е крвава приказна. Одмаздата, епидемијата на глад, граѓанските војни, убиствата, грабежите, присиленото раселување и робството, сето тоа го опишува реалното живење кое што грците и турците сакаат да го заборават. Новата грчка влада требаше да се формира врз рушевините од ова револуција и за да се направи тоа требаше да се избрише дел од турбулентното минато. Со патриотизмот како основна идеологија врз основа на баварскиот модел, грчката влада и приоритетот е да се избрише
отоманскиот период. На негово време, на негово место ќе владее славното и оптимистичко наследство од античка Грција. Во Атина, како и во секоја ќоше на Грција, гледаме остатоци од светот кој што се чини дека е расклопен на стотици парчиња, многу ненадејно и многу насилно. Сите траги на историјата од стотици години се исчезнати. Кога шетате низ Атина и кога сакате да се запознаете со античките делови, одите и забележувате џамија и си мислите што знаеме за овде и каква е приказната за овој период. Не забележувате, меѓутоа тие се исчистени од многу други работи што некогаш постоеле таму. И се јавува интерес да се стават сите работи кои што се исчезнати од Некрополис. Ако земете слики од Атина, например, ќе видите дека имало гробишта каде што сега се наоѓа паркингот за Акрополис. И каде што луѓето напуштиле или биле присилени да ги напуштат физичките знаменитости кои што постоеле. Имало многу џами и минариња во Атина, а сега е многу тешко да се најдат такви остатоци. И секако, горе таму има и село од отоманскиот период, кои што слики биле тргнати од тоа време и голема тврдина која што се протегала околу целиот Акрополис. Акропол, се извинувам. Новата грчка држава се заснова врз филозофијата и образованието со целосно одрекување на отоманското минато. Всушност сме заборавиле се за османлиското минато. Може би не сакаме ништо да не подсетува на турците и на тој начин главната цел е постигната. Сите нови држави го прават тоа, секоја една. Тие го одрекуваат минатото и создаваат ново, кое што се заснова врз подалечно минато, кое што повторно се раѓа и кое што треба да доживее препород. Каква ќе биде Грција? Треба да биде слика на Западот. Тоа е сликата што ја сакаме. Така што, ако сакавме да ја повторно да ја воскреснеме Грција како модерна држава, моделот ќе биде античка Грција, античкиот период. Ќе изградиме класични универзитети, класични знаменитости. Модерната грчка држава намерно изгради приказна, филеленска приказна и нивната борба за независност се вклопува во таа приказна. Митологизирана е. Мислам дека не може едноставно да се каже дека тоа е автентично грчки, затоа што е креирано од западните научници и зад тоа стои всушност желбата за поголем европски историски мит, што треба да одигра конкретна улога. Големото недоразбирање секако е во врска со баварското владење, кога германците нашле место кое што не функционира никако, сиромаштијата и мизеријата биле застрашувачки. Тие рекле, како може да наречете некој елен, да видите дека е сиромашен и мизерен питач на улиците на Атина во тоа време, кој што зборувал албански јазик. Не постои поврзаност меѓу тоа. Тие се вратија во Германија и рекоа, таму во Грција не можеме да направиме ништо. Никој не може да ја спаси таа земја. И денешните грци немаат никаква врска со античките грци. Храмот Валхала. Додека кралството Грција се обидува да закрепне, баварскиот историчар Фалме Рајер изнесува нова теорија со јасни цели и термини кои што
даваат осврт против монархијата на неговата земја. Неговата главна цел понижувањето на огромниот филенски став на монархијата. Фалмерер тврди дека денешните грци како раса немаат никаква врска со античките грци. Секако, неговата теорија внесува паника во Грчкото кралство, не затоа што не ги прифаќа сериозните приговори на историчатите, туку поради тоа што го саботира промовирањето на поповолниот мит за монархискиот режим и за неговите граѓани. Фалмераер се чинеше дека се налутил со процветувањето на филелените и сакал да даде докази дека ваквите митови се лажни. Фалмераер изнесол на сцената посредни приказни за владењето на Рим во античка Грција, за инвазиите на словените во 6 век и за постигнувањето на албанците во 14 век. Така, според Фалмераер, синџирот кој што ја поврзува денешна Грција и денешните грци со античките грци не постои, туку е прекинат и не туку само еднаш, туку 3 пати. Имено Фалмераер е најголемиот непријател на грците. Теоријата на Фалмераер ја става под знак прашање поврзаноста меѓу денешна Грција и античка Грција. Продолжување на хеленизмот како нација. Во овој момент влегува на сцената две големи имиња на грчката историја. Византологот и фолклористот Пиридон Забели и историчарот Константин Папариголопулус. Според пишувањата на овие двајца, започнала деценијата од 1850 година и подоцна, каде што продолжува хеленизмот. Иако Папариголопулус тврди дека не постојат прекини во историјата, историјата се чини дека има периодични промени и транзиции. Постојат преодни периоди и статични периоди. На овој начин, пукнатините најдени од страна на Фалмераер стануваат врски, алки на поврзаност, затоа што според Папариголопули и Забели, нацијата повторно се раѓа со своето менување, но останува иста. Борбата на современите историчари не е само теоретска теза за идеологијата и проблемите на историјата. Тие забележуваат и практичен проблем кој што Грчкото кралство треба веднаш да го истретира. Интеграцијата на многу измешаното население во Обединета нација, зборуваме сега за жителите од албанска националност кои што се наречени арванити, кои што дале бесценет придонес кон воениот успех во текот на војната. Арванитите се поделени на две групи, православни арванити и муслимански арванити. Или обично се нарекуваат турко-албанци. Православните арванити биле меѓу најважните лидери во 1821 година и во војната за независност, односно Сулиотис. На истиот начин, многу вештите арванити на море биле од Хидија, она што Сулиотис бил на копно. Луѓето во тоа време имале големо знаење. Марко Бокари во тоа време напишал речник на јазикот, грчкиот и албанскиот, кој што е многу интересен речник. Јасно, тој имал доволно знаење, познавање за двата јазика и знаел дека ако додаде доволно турски зборови за комуникација, ќе познава 3 јазици, Коколотрониус исто. Многу е тешко да се зборува за чиста грчка и на мултинационална империја, бидејќи не можеме да зборуваме за чисти албанци или чисти турци. Карактеристично е Папариголопулус за еден момент морал да зборува за албанците
и грците и да нашол повеќе оригинални аварити кои што биле православни, тие биле најдобри кандидати, за формирање на јазик. Тој зборува за идеалната комбинација на грчките квалитети и албанските квалитети, велејќи дека грците имаат интелектуална надмоќ и културна благородност, но албанските квалитети внесуваат виталност, сила, храброст и обединувањето на ваквите квалитети ја афирмира модерна Грција. Арванитите биле интегрирани во грчкото општество и станале повеќе грци од самите грци на извесен начин. Можеби јазикот одиграл клучна улога во воспоставување на новиот национален идентитет. Грчкиот не бил само јазик на православието и трговијата, туку бил и јазик кој што внел идеи на просветата, на француската револуција и независноста. Ова било сватено дури од Каподистријас, бидејќи од првата година на херојската војна биле поставени темелите на новата држава. Отворањето на првиот универзитет и другите училишта одиграле клучна улога во уништувањето на Грција од тоа време. Грчкиот јазик и образование се единствените кои што ги обединуваат фрагментираните заедници во една нација. Грчкото образование беше почеток на силата на грчката држава. Грчките училишта беа вистински освојувачи. Какви идентитети имаат луѓето во нацијата, но е нивната култура. Што е тоа култура? Тоа е јазикот. Јазикот е тој што ги внесува во постојната култура. Досега портата е отворена. Грците се сите оние кои што учествуваат во образовниот систем по концептот на според концептот на Изократ, кој што е отворен во 19. век, кој што секако се разликува од 20. век. Но во 19. век, во одговор на биолошкото продолжување на теоријата на Фалмерајер, ова е повеќе од отворено и е прекрасно. Типичниот пример за усвојувањето на фустанела, фустанелите се облека која што обично се користеле на Балканот само од албанците. Потоа биле усвоени како национална облека. Ваквата облека се заснова на фустанелата, тоа е чисто албанска облека. Ако сакате да зборувате со национална терминологија. Но спротивно на оние кои што го поддржуваат национализмот, единствената униформност е единствената цел. Го гледаме тоа од аспект на податоците кои што ни овозможуваат флексибилност за компромис. Постои потреба за флексибилност. Нацијата мора некако да се вклопи и да научи да прави калкулации според новата реалност. И можеби тоа е свеста која што превладува дури и денес во Грција. Тие се антички, но минале низ многу незапамтиви промени и измени на свој начин. Флексибилноста постигнала таков степен што Рома Јој одлучил децата на грците, наследниците, да ги назначи како наследници на античките грци, но исто така и денешните грци.